Со силни пораки за мир, надеж, солидарност и зачувување на идентитетот во време на глобални политички тензии, воени конфликти и длабоки поделби, синоќа во Охрид беше крената завесата на најголемата и најпрестижна културна манифестација во земјава, фестивалот Охридско лето. Прогласувајќи го фестивалот за отворен, председателката Гордана Силјановска-Давкова истакна дека во ера на превирања, културата останува единствениот автентичен простор што ги спојува луѓето и ги премостува разликите. Живееме во свет на поделби, конфликти, војни, стравови, несигурност и неизвестност. Човештвото минува низ лавиринти, а достоинството, солидарноста и надежта се соочени со огромни предизвици. За разлика од политиката, која што е далеко од уметност на можното, музиката и театарот, односно културата, остануваат креатори на неможното. Секој народ има свој јазик на кој разговара со светот, но постои еден јазик што сите го разбираат без преведувач. Тоа е јазикот на уметноста, се надоврза министерот за култура во заминување Зоран Љутков. Идентитетот не се брани со гласни зборови. Тој се живее, се создава, се наследува и се става како најскапоцен аманет. Уметичката порака на фестивалот годинава ја испрати истакнатиот македонски оперски првенец Игор Дурловски, осврнувајќи се на тоа дека малите земји имаат посебна улога во културата на светот. Да, тие не ја црпат нивната сила од големината на територијата или бројот на нивните жители, туку ја црпат од приказните што ги чуваат, од искуствата што ги преживеале, од начинот на кој можат да придонесат кон големиот разговор на човештвото. Синоќа античкиот театар беше исполнет до последното место. Повеќе од 4000 гости сведочеа на спектакуларното музичко отворање на 66-тото фестивалско издание. На сцената заблескаа светските оперски звезди, сопрано Термонила Јахо од Албанија и американскиот тенор Чарлс Кастроново. Нивните моќни изведби беа придружувани од оркестарот на Националната опера и балет под диригентската палка на врвниот италијански маестро Марко Боеми. Со извонредна емоција и техничка супериорност, уметниците буквално ја воодушевија публиката која ги награди со долготрени стоечки овации и повеќе кратни бисови, најавувајќи уште едно незаборавно фестивалско лето.